Еве, да видиме што говореа во таа емисија, во тоа шоу. 2 месеци или поише, опозицијата најавува нов пуч. Дали ново парламентарно мнозинство, дали бунт или комбинација на тие две, а во тоа, значи сега немаме никаква дилема, иако немавме ни пред некој месец, учествува очигледно Љубе Бошковски. Љубе Бошковски, да подсетам, пред извесен број месеци, сега не се сеќам точно, излезе на пресконференција и рече дека во неговата партија ќе дојдат неколку, 5-6, колку ги наброја, кои се плашат да се кажат, но сега нема да ги кажам затоа што се плашат. Еве, уште го чекаме. Но очигледно сите активности, зашто Љубе Бошковски беше пригрлен од председателските избори од опозицијата, иако не можеа да го навидат и за мајтап го има, нели? Вклучително и тоа дека го пратија. Му напакува раштански лозија. Преку граница го однесува Батлер и Хари Коста, да. Значи, сето тоа, Љубе не им се љути со ниеден збор, се враќа од Хаг и спротивно од советите на неговите адвокати, Едина Рашидовиќ и тој метро швајцарец ли шо е, овие што беа Сдружение за ослободување како Горан Митевски и така натаму, сите го молеа да не влага во таа авантура. Добро, Мирка, меѓутоа не знаеме што ветил таму. Па сега затоа реков, неговото излегување надвор очигледно е врзано со извршување на некакви задачи. Задачите ги видовме бидејќи човекот влезе во тоа. Не ги изврши? Не, што не ги влезе и малтене со овој материјал. Он е, ево се вика, фатен во леп и стопира. Тоа беше Мирка Велиновска во емисијата кај Миленко Неделковски. И јас би сакал повторно да ги пуштиме изјавите каде што представниците на селото Љубенци преку председателот на местна заедница кој вечерва исто така наш гостин, да проследиме изјавата дадена по објавувањето на клипот. Господине Бошковски, Љубенци е гордо на својот херој Јохан, кого вие и вашите соработници го втурнавте во војниот виор, за денес да ја дораскрвавите неговата душа во хашките зандани. Разочарани од ваквото предавничко однесување, местната заедница и жителите на село Љубенци го прогласуваат Љубе Бошковски за непожелна личност, бидејќи интерес на Бошковски не е Република Македонија, туку личната корист и профитерството. Тоа што реков дека создаде навистина бурна реакции, необичаениот квалификат и вокабулар за човекот кој секогаш представуваше и кај некого и представува денеска мит Љубе Бошковски, некој да го нарече сестра. Тоа е од председателот на Сдруженијето поддршка на Јохан Тарчуловски, даден изјава веднаш како реакција по објавениот клип. Да проследим уште еднаш. Поддршките изјави на сестра Љубе Бошковски кој ги има дадено на сослушувањето во Пула. Велепредавство. Не само што Љубе го предаде Јохан, туку тој ги предаде и сите оние кои што со векови се бореле и ќе се борат за нашата Македонија. Да бидам искрен, изјавата на Мирка Велиновска би ја надополнил јас како Слободан Томич, автор и водител на оваа емисија, која се сеќавате од почетокот на своето постоење еве до денеска, секогаш ги отвараше портите на сите бранители, сите тие што се борат за македонската кауза, нормално и за тие што се од другата страна, речем, кои не се истомисленици со големиот број на македонскиот народ кој се бори за македонската кауза, да ги замолиме да се малце коригираат во своите видувања за едината на Македонија. Во појаснувањето стои дека господинот Бошковски секогаш беше поздравуван од оваа емисија во живо, која беше во Шевенинген, заедно со господинот Јохан Тарчуловски, и дека секогаш му дававме несебична поддршка. Значи, не значи дека му се затвараат портите на господин Бошковски, како и на сите тие што милуваат да говорат, да зборат и да се кажат својата вистина. Тоа што сакам да додадам дека новинарите кои несебично застана на браникот на Македонија и во 2001 госпоѓата Велиновска, се сеќам, даваше повеќе пати изјави, заедно и со господинот Драган Павловиќ Латас, кои исто збореа дека беа на историјените точки во времето на конфликтот.
треба да се поздравуваат сите тие настани на новинарите кои веднаш трчаат да помагаат на свој начин за доброто на Македонија. Од друга страна имавме една реакција од новинарот, односно видовме дека господин Бошковски поднесе кривична пријава против господинот Драган Павлович Латас. Да проследиме изјавата. Ја потврди својата изјава против Јохан Трчуловски, која ја даде на терет на Јохан Трчуловски, а во своја полза, што е за нас најважно. А, нас не тужи зашто тоа сме го објавиле. Да, ние го објавивме. Како што спомнав, почитувани гледачи, значи голем број експерти се вклучи во делот на своето артикулирање, давање своја оценка и анализа за сео што се случува во државата, имајќи факт дека Македонија е сведок во минатото, уште од 900-та година, да речам и многу години наназад, што се случува кога некој навистина сака да си ја заштити своето его или својата ситуација за да му наштети на другиот. Тоа збори историјата. Еве, во поновата историја беше необично изненадување у секој случај и голем шок за македонската јавност. Овој најнемил настан што е фреш, тазе, да речам, 10 дена. Тоа е клипот објавен и еве, рековме дека историчарите дадоа исто така своја артикулација. Овој пат од профилот, да речем, на Јован Донев, директор на Евробалкан, инаку доктор по историски науки, побаравме изјава, да ја проследиме. Феноменот на патриотизмот е феномен каде што во кривичното право секоја измама, лага и така натака е санкционирана и казнива. Едино не е напротив, не е казнива, се поттикнува во услови на судири, на конфликти и така натака. И напротив тоа што ве казнува доколку бидете издајца, дека кажете вистината, дека не излажете и така натака. Затоа што на тој начин се покажува патриотизмот. Патриотизмот дозволува само во тој момент да смеете да излажете или да премолчите. Значи кога нешто е во опасност, во спротивно се друго подлежи на кривично гонење. Така да гледано од патриотски аспект, вие кои ќе пројде кризата не смеете веќе да манипулирате, не смеете да објавувате војни тајни. Она што го знаете во крајна линија, никош нема да го објавите или ќе го објавите по одреден временски период, затоа постои временски период од 20, 30 години, 50 години, затоа постои затвореност на архивите дека документите не може туку така да шетат, што јасно покажува дека во Македонија е порозност во таа ситуација, дека многу документи за жал циркулираат приватно, во приватни архиви се чуваат, се злоупотребуваат, се вадат кога треба нешто да се направи или нешто треба да се измисли и така натака, или за евентуално, не да е Боже, или се чуваат документи, што и во овој случај, очигледно дека документ на Министерството за одбрана е доставен кај што не треба да биде доставен, објавен или прочитан кај што не треба да биде прочитан и објавен и така натака и така натака. Сето тоа зборува, велам, за неможност да се издржи ментално, да се издржи позицијата што сте стекнале. Па ќе кажам, човечки е, од аспект на обичен човек, меѓутоа од аспект на човек што претендира и што бил, или на таква позиција, за мене тоа несватливо. Јас тоа не можам да го разберам. Мислам дека сепак треба да бидеме достоинствени и да знаеме дека во случај на судири, конфликти и така натака, многу работи се случуваат. Со оглед дека не би сакал многу да не да се експлоатирам емисијата, туку ве прашувам, да поставам прашања. Знам дека сте најранлива вие. Вие се чувствувате најпогодено во секој случај, бидејќи вашиот сопруг се наоѓа во Шевенинген. Еве, имавте можност во овие изминати минути да слушате коментари и анализи. Повторно ве прашал што би додали на тоа. Па како и да е за сите овие години, значи не туку беше малку, јас научив да се носам и со таа ранливост и повредување и навредување и се. Би додала дека факт е и се што е кажано е така. Сите го знаеме тоа. Само едно нешто, значи, сакам да додадам. Значи, истото што го кажа и господинот Латас за тужбата, за тоа што, еве, ќе напоменам да се знае, јас не знаев, ама слушнав од адвокатот, пуштена е тужба, значи, кон Љуби Виолета од страна на Јохан. Зашто? Затоа што Јохан беше повреден. Затоа што преска мислам дека малку слушнав ова, сакат да знаат граѓаните, па во едно нели ние како се чувствува он и како му е на него таму. Еве и моментално.